знам колку вие во моментот сте активно вклучени како спортски работник, дали во одреден клуб од Охрид или Сојуз и така натаму. Сакам да ви кажам дека овие измени кои што се предлагаат на Законот за спорт се во полза на клубовите и се на барање на крајот на крештата и на клубовите и на федерациите. Јас како претседател на Ракометен сојуз, на Ракометниот клуб во Струмица, кој патем сакам да го поправам колегата Илија Дилонски, не Охрид, туку Струмица ќе влезе во Суперлига, затоа што ги победивме во Охрид. Сакам да ви кажам дека имам секојдневно контакт со клубовите од Ракометната Суперлига. И навистина никој во моментот не сопира некого ако сака да се трансформира во акционерско друштво. Тоа патем ние веќе го имаме. Например, фудбалскиот клуб Вардар веќе една година функционира како акционерско друштво. Ракометните клубови, двата гиганти во Македонија, како што се Металург и Вардар, ти исто така функционираат на тој принцип. Со овие измени на законот, ние не ги одлагаме обврските на клубовите, ниту им даваме налог да не ги извршуваат доколку се во можност. Меѓутоа го одлагаме периодот за нивна реализација. И тоа е од една единствена причина поради финансискиот товар кој што ги носаат овие законски одредби. Меѓутоа тоа не ви дава за право да зборувате дека ние некого стопираме за да го трансформира својот клуб во акционерско друштво. Напротив, такви клубови веќе постојат, затоа малце информирајте се, затоа прашав дали сте директно инволвирани во спортот. Тука имате колеги кои што се директно инволвирани, тоа ќе ви го кажеле барем. Значи ние никого не стопираме и немојте да извртувате тезата. Токму овие барања се на барање и на Ракометната, и на Кошаркарската федерација, и на клубовите кои што учествуваат во суперлигите во овие, поготово во овие два спорти од бојката. Фудбалот е нешто подруго, фудбалот е спорт во кој што се вртат поголеми суми на пари, меѓутоа и се зимат поголеми суми на пари, се излез во играње во Европа и така натаму, така да тие ќе мора да се трансформираат. И на крајот на криштата, онаа кој што беше како заштита на самите спортисти, одредбата 50% од регистрираните играчи, тоа си останува. Соодветни простори на ранг на надпреварување и така натаму. И исто така сакам да ви кажам дека јас, ако обезбедам доволно средства за финансирање на клубот, нема никаква пречка некој да ме сопре со овие законски измени, да не ангажирам двајца професионални тренери или медицинско лице. Како што стоеше до сега и стои, само се пролонгира рокот за 5 години. И мислам дека овде навистина, барем овде, не треба да зборуваме за политика и за други работи кои што немаат врска со